Тука сме да искажеме револт пред се и да им посочиме на другите студенти и граѓани на Македонија кои што сакаат да одат во странство, поточно во Германија, да по некое ново искуство и да заработат некој парче леб, да избегнуваат оваа агенција, за да не се изгорат како што ние се изгоривме. Значи, во мај месец имаше оглас за работа во Зара од Венера Кемаловски и јас, како и другите студенти, аплицирав за работа во Зара. Ни беше ветено 3 месеци работа од 15 јуни до 15 септември. Плата околу 1300 евра, смештај обезбеден, кој што го плаќаме ние одредена сума, и карта платена од страна на агенцијата. Така беше ветено, значи поминавме процес на интервју кој што го плативме, и значи на одредени студенти им се побараа средства од 250 евра однапред, а на одредени не им се побара. Всушност сите што аплициравме во скопската филијала им се побара, тие што аплицираа во другите на никој не им побара, им кажа кога ќе стигнат дозволите за работа. Дојде 15 јуни, уште немаше дозвола. Дозволите наводно каснеле, така ни беше нас кажано, до ЦАВ, која што институција во Германија било проблемот. Значи 70 студенти има од првата група која што требаше да замине на 15 јуни, имаше и втора група, таму има и повеќе, мислам околу 100 студенти кои што треба да заминат на 1 јули. Како што гледате, сите уште сме во Скопје, дозволи нема. Цел време ни се кажуваше утре, до петок, оваа недела, до 1, цел време ни ветува, дозволи нема. Стигнаа 8 дозволи наводно, а од повеќе од 150 студенти тоа е нели исто како да не стигнале. Тие на кои што им стигнаа, им беше кажано дека треба да се почека потврда од Зара за да ги пратат и дека затоа се чекаат сите дозволи за наеднаш да ги пратат студентиве на работа. И значи ние се организиравме, се собравме, дојдовме тука пред околу една недела да искажеме револт, да зборуваме со работените, да видиме што е, како е. Ни кажаа да дојдеме после 2 дена кога ќе дојде директорот. Директорот дојде, значи истите приказни, истите муабети ни ги вртеа. Иако директорот ни кажа дека секогаш можеме да го бараме и секогаш дека можеме на Facebook да го добиеме, тој не ни враќаше на Facebook, не оставаше син, не блокираше, не креваше телефон, некогаш ќе го добиеше, некогаш не, и секогаш бе истите информации, чекаме до утре. Нас ни кажа, односно на некои студенти им кажа дека ќе им бидат денеска рефундирани парите. И сега можеле да се добијат наводно на службени мејлови, а на мејлови до сега мислам дека на никој му немаат вратено. Не знам, целото лето нас ни пропадна буквално. Има студенти кои што напуштија работа, студенти кои што имаат фамилии дури, и сега се буквално во дупка, затоа што ова се нели планирани, затоа што некој кога ќе ти вети нешто си планираш. Целото лето испланирани и пари и се, и сме во ситуација кога веќе немаме што да правиме. И затоа се повикуваме вака на медиуми. Значи не сме всушност единствените кои што се изгорени, има студенти кои што аплицирале за други работни позиции, кои што имале проблеми со смештај, со такви работи, претежно за Бургер Кинг што се. Стигале таму, не бил адекватен смештајот или не знам, сликите биле различни, немало смештај, значи имало такви проблеми кои што ни ги кажале нас, ни ги пренеле студенти од таму. И тоа е, пред некој ден, всушност пред 2 дена, ја прашавме агенцијата дали е тука господинот Темран, и ни кажа дека се уште во Германија, а на наша среќа некој го имаше видено господинот во Сити Мол. Значи имаме и слика од тоа. И така, сега... Ви кажа ли до кога ќе трае колективниот одмор на агенцијата? Не ни кажа ништо, наводно, како тоа што ние знаеме, пишува, објавија на Facebook дека наредниве неколку денови нема да работат со странки, иако тој пост го избриша. И тоа, значи, го повикуваме господинот Темран Кемаловски да се изјасни јавно, да не се крие веќе како што се криеше цел овој период.
Кои ќе бидат, ќе преземете ли други чекори доколку агенцијата и директорот и понатаму избегнуваат контакт со вас? Па тоа ќе видиме понатаму, нели, значи прво гледаме вака да поминеме подобро, да не мора да се оди во некои подлабоки работи, но секако доколку нема никакви реакции, доколку одредени студенти тие што им останале не си ги повратат парите, секако дека ќе мора да има и дополнителни потези, дополнителни акции. Подпишавте ли некакви договори во агенцијата? Да, значи потпишавме договор за посредништво кој што еве на наша грешка е целосно во полза на агенцијата, таму никаде не пишува кога тие треба да не пратат на работа. Значи тоа е еве наша грешка, наш превид. Меѓутоа пишува дека треба да ни најдат, да ни средат работа, документи, се тоа, ете, на работа не сме. Сметате ли дека ова еисценирано однапред или овие случувања се отпосле? Па искрено не знам, значи целава ситуација е толку чудна, толку необична. Од прво чекавме, значи, како што кажав, долго време, веќе цел месец поминат кога требаше да летуваме. Прво мислевме стварно нека касно дозволите, тоа можеби е точно, но и да е точно, значи целиот пристап од страна на агенцијата кон студентите е целосно непрофесионален. Значи да не се креваат службени телефони, тоа мислам дека никаде го нема. Има ли некој од вас искуство со оваа агенција досега или сите сте за прв пат? Па тука мислам дека сите сме за прв пат, јас сум за прв пат.